Dobar den, počituvani naši čitatelji, slušatelji, gledači. Od programata Vo Fokus so Silvana Pavlovska. Programata se emituva od Melbourne, Австралија. Поздрав до сите наши во Македонија и насекаде во светот кои што не слушате и не пратите. Денеска ќе објавиме неколку мислења на лица, стручњаци, кои се всушност од Македонија и пишуваат на теми кои што се актуелни, кои што сметаме дека се важни и вие да се запознаете со тие теми и научите нешто повеќе околу тоа што се случува во доста аспекти во животот на нашиот народ во Македонија и пошироко. Првата која што сакаме да ја објавиме е од објавена првин од Ванчо Миленковски во социјалните мрежи, насловена Мултиетничка Северџанија, а авторот на оваа колумна е Јагнула Куновска. Незиното мислење беше објавено прв пат во Плюс Инфо. И таа гласи, или Јангула сака да не извести за следното. Датумет е 27. октомври, а денес е 30. октомври 2023 година, значи пред 2-3 дена. Таа вака вели: џабе е повикот. Денес на македонскиот народ му е потребен револуционерниот пркос од 1893 година, за да се запрат ударите врз темелите на државата. Доцниме, револуционерниот пркос на нашите предци им послужи за подбив на предавниците македонци, кои како крлежи, вкопани во власта, здружени со качачките издајноци, ја урнисаа државата Македонија и подмолно го обесчестија ликот на македонецот. Со бришењето на името на државата не обезглавија како народ македонци и не збришаа од картата на народите. Како сираци останавме без национална стратегија и програма и никакво национално единство. Основните асномски државотворни принципи без кои не се препознава Македонија како матична држава на македонскиот народ, а во неа ниту македонецот. Па колку и да сакаме меѓу себе така да се нарекуваме, ги заборавивме. Решението на македонското прашање е најпосле пронајдено од други, со тоа што ние македонците меко подзаспано прифативме главниот државен акцент од себе да го насочиме против македонската тортура врз обесправените, маргинализираните, дискриминираните и речиси геноцидните, тоест геноцидирани етнички групи, кои во суштина се конститутивни, што значи државотворни, уставотворни народи или нации. Сето тоа по брза политичка постапка, благодарение на предавниците од сопствениот род, кои најбргу што можеа побрза да ги послушаат странските наредбодавци и да ја прифатат како своја туѓата национална доктрина со покорна нагласеност дека не само што со неа се согласуваат, туку и дека ќе ја туркаат мултиетничката демократија како државна политика. Тој антимакедонски концепт, фактички камуфлирана грижа за албанците, е отворена подршка на проектот Голема Албанија под протекторат на Соединетите Американски држави, за која мнозискиот народ, кој меѓу себе се нарекува македонец, не е во согласност со незиниот стратешки интерес за овој регион, ниту во согласност со интересите на незиниот традиционален партнер Грција, ниту на главниот балкански партнер Голема Албанија и многу потребната, поради излезот на Црното море, разјарената Бугарија. Значи,
Замената на светски прифатената вредност, граѓанската демократија, која е цивилизацијско достигнување, со некаква наменски измислена мултиетничка демократија, е со јасно пресметана, сега веќе отворена цел. Македонската нација да не постои. Да ја снема исто како што не постојат збришани се македонски национални малцинства во соседните држави. Тој предавнички туѓ концепт за мултиетничка држава каква друга во светот не постои и не се потенцира, односно форсира од причина што постојат само мултиетнички општества. Успешно е спроведуван пред наши очи од комбинираната наша прислужничка власт преку заканата на наредбодавателите, спроведувајќи го концептот кој што сме ви го задале, ако сакате да останете на власт. Да не се лажеме, после не туку така објавената тиранска платформа на сите ни стана јасно спознанието дека Тирана го изоде планираниот пат и идеолошки ги прибра во своите политички преградки, значи кон себе, демек братски, раководствата на сите албански партии на Косово и Македонија, а со тоа и јавното гордење со фактичката траса на добре дојдовте во голема Албанија. Звучам несериозно, но сериозно е дека натурениот концепт за мултиетничка Северџанија, која упорно се спроведува од државна политика. Сушност се спроведува од комбинираната владеачка банда, има многу важна функција за нашите стратешки партнери, Западот, а посебно согласено со агресорската политика на сите наши соседи. Сите тие имаат територијални претензии со упорно побивање на повеќе од стотици години старата македонска национална програма, која за жал самите ние ја погазивме. Тој брутално туркан експанзионизам беше неуспех се додека ние македонците самите не се испуштивме од собствените раце, свесно, спонтано прифаќајќи мирнодопска неутрализација на македонскиот национален фактор, престорен во некаква мултиетничка творевина, каква не постои околу нас. Таа одустана невадена мултиетничност во суштина е двоетничност или воспостава како планирана историска фаза на големо албанската експанзионистичка наезда кон целта голема Албанија. Во сето ова, американскиот фактор ја има улогата на покровител, заштитник, миротворец, со класична, модерно продолжена империалистичка шема, пред која дволично молчиме. Завдоволни сме со декларативната демагогија на Соединетите Американски држави за поддржување на територијалниот интегритет на престорената држава, со упорна заинтересираност за брзо приклучување кон Европската Унија, која претворена во фашистичко дувло, економски ослабена, политички зависна, исчезнува. За тоа време Македонија дреме под комплетно прислужничката власт, каква им одговара на Западот, поточно на НАТО, кој на Балканот ја гради најголемата база, држава која се простира од Србија, постепено ја ослабнува, Косово, Македонија и Албанија, со единствена одбранбена натовска армија. Значи, по примерот на Европа и Русија, кои во однос на македонското прашање се покажаа со голем и познат респект, треба да ни биде јасно дека и нашиот грижен, стратешки партнер, така наречен, кој будно не диригира од калето, ќе се труди да ја спроведе својата политичка шема. Со помош на мафијашката власт која ја поддржува, ќе му се помогне дефинитивно да не дотолчи, претворајќи го и последниот
остаток од македонството во безличен мултиетнички географски ентитет со разнебитена социјала, посебно национална свест и идентификација, што значи колонија која ќе се користи и досега како средство, полигон, база за дејствување по потреба врз некоја трета земја. Оваа состојба и сега мекански продира и веќе е навлезена во структурата на државата, предизвикувајќи тотално рушење и бришење на нашиот национален македонски идентитет. Предавниците од власта успеа спротивно на волјата на народот државата да ја претворат во граѓанска творба, тоест од граѓанска творба во тоталитарна. Тука се надоврза како поматена агресија и соседната Бугарија, која, усогласена со внатрешното предавничката власт, со наводен добрососедски договор, се нафати да не турка кон Европа, но не како македонски народ во држава Македонија, туку како преобразен надоврзок на бугарите. Ниту Брисел, ниту Америка не ставија приметба на таквата безпримерна наезда. Напротив, со продолжен притисок, вербална тортура и закана врз нас, македонците, која трае и денес, ја поддржаа. Ете, тоа е големиот македонски национален пораз на народ кој остана без името на својата национална држава, а со тоа и без сопственото име. Народ кој својата чест со векови достоинствено ја бранеше и со своја борба и жртви успеа да создаде самостојна држава. Тоа е пораз и разочарување од сопствената камелеонска интелигенција, која со молк кукавички покажа дека е загрижена само за власт и привилегии. Тоа е македонскиот национален просторен пораз, наш кој беше зародиш и промотор на пошироки просветителски и културни придобивки. Пораз на останокот и перспективата на обстанокот и перспективата на македонскиот јазик и македонскиот народ, кој како народен ентитет во својата прадедова земја се ги прокоцка од себе самиот создадените шанси да стане национален идентитет. Народната вели, лесно е да се справиш со душманот кој ти чука однадвор на портата. Тешко е да се справиш со душманот кој ти е седнат дома. Тоа беше колумната и мислењето на Јагнула Куновска, новинар, кој што излезе во Плюс Инфо на 27. октомври 2023 година. Тоа е една колумна. Сега преминуваме на една друга. Ова се работи за Уставот на Македонија, на Република Македонија. Автор на оваа статија е, само да погледнеме овде, дипломираниот правник Олгица Н. Трајковска. Олгица Н. Трајковска и е насловено "Треба сите ова да го знаат". Олгица Н. Трајковска вели, ќе се обидам да посочам уште еден до кој дојдов сосема спонтано, истражувајќи ја правната генеза на промена на Уставот на Република Македонија со последните амандмани. Првин, познато е дека Уставот на Република Македонија е врвен правен акт на државата, што ги определува начелата и законите, потоа управувањето на државата, како и односот меѓу државата и незините граѓани. Уставот ги определува и надлежностите и ограничувањата на државните институции и нивните односи. Воедно ги определува и штити правата на поединците, но го определува и начинот на неговите измени и дополнувања. Од тука никаде не е наведено дека со Уставот се утврдува името на државата. Ке повторам. Дипломираниот правник Олгица Н. Трајковска вели,
Никаде не е наведено дека со уставот се утврдува името на државата. Значи, со уставот на Република Македонија се утврдува типот на држава. Во заграда Република, но не и нејзиното име. Таква одредба уставот не содржи, вели таа. Второ, познато е дека уставот на Република Македонија може да се менува само по пат на амандмани. Тоа значи дека, за разлика од законите и другите прописи кои може да се менуваат со директни интервенции, измени и дополнувања во самите одредби, понекогаш и со една интервенција може да бидат опфатени 2,3 и повеќе одредби. Уставните одредби може да се менуваат секоја оделно со целосно нов текст кој целосно ја заменува конкретната уставна одредба и е наведен после првичниот текст на уставот од 1991 година. Значи, уставот може да се менува исклучиво со посебен амандман за секоја промена на секоја одредба. 3. Спротивно на ова правило, со еден амандман 33 е извршена измена и дополнување во едно на сите одредби во уставот каде се спомнува Република Македонија и Македонија, без тие да се наведат и без поединечни амандмани на секоја оделна одредба. Амандманот гласи, цитираме, во уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија. Освен во член 36, вели таа. 4. Поради тоа што уставот не содржи одредба со која се утврдува името на државата Македонија, туку само типот на нејзиното уредување Република, законодавецот можел да го измени само типот на уредувањето, но не и самото име на државата. Да повторам ова, број 4. Поради тоа што уставот не содржи одредба со која се утврдува името на државата Македонија, туку само типот на нејзиното уредување, а тоа во наводници е Република. Законодавецот можел да го измени само типот на уредувањето, но не и самото име на државата. Од тука е сосема јасно зошто законодавецот со цел на промена на името Македонија направил ваква правна какофонија, вели таа. Интервенирал во самите одредби на уставот. Спротивна на самиот устав кој децидно утврдува дека измените и дополнувањата се вршат со амандмани. 5. За да ја откријам правната генеза на името Македонија, истражував наназад, вели нашата дипломиран правник Олгица Н. Трајковска. Истражував наназад да го откријам првиот акт со кој е утврдено ова име. Се вратив на уставите на Република Македонија и Југословенската заедница во сите предходни видови облици на уредување, дури до 1946 година. А и пред тоа ги испроверив сите конститутивни акти и на Асном и на Авној. Никаде не е утврдено дека името на федеративната единица која има статус на држава, од сега па натаму ќе носи назив Македонија. Никаде не е утврдено дека името на федеративната единица која има статус на држава, од сега па натаму ќе носи назив Македонија. И Македонија и македонскиот народ се акцептирани во сите државотворни документи до денес како познати, постоечки и неспорни. Во прилог на ова и фактот што Македонија, македонец, македонско векови наназад се официјални називи и во неброени странски и домашни документи, написи, статистики, научни истражувања. Со враќањето уште наназад, дури милениуми, никаде не најдов на акт со кој
ова име е утврдено што ќе биде даден назив и за територијата и за народот, за разлика од многу територии, држави, народи и нации кои се настанати и именувани со конкретни акти на суверени органи или тела со важност од конкретни датуми. Дури и референдумот од 1991 година за независност на државата Македонија спонтано го акцептира нејзиното име. Акцептира, претпоставувам, потекнува од англискиот збор to accept, што значи да се прифати. Се прифати нејзиното име како познато, неспорно, континуирано и непосредно од времето на нејзиното постоење во југословенската заедница. 6. Македонското име е едно од ретките во светот, што е природно настанато и нераскинливо врзано за овој македонски народ и територијата на која тој би тисувал и етнички и културолошки се дефинирал како посебност. 7. Па, драги мои, пишува авторот на оваа колумна Олгица Трајковска, дипломиран правник, која е таа неписменост, дрскост, ароганција, слепило, за она што е уникатно и континуирано, живо и свежо од Бога дадено, без акт, без декрет, административно да биде поништено со крвави 81 прст на сегашни изроди? 8. Патот кон вистината за името постојано се поплочува, заедно со статусот на правото на самоопределување, ius cogens, со принципите на договореното право, еве и со принципите на природното право, lex naturalis, според кои ова природно право на името Македонија е неспорна должност на секоја државна инстанца и на секој човек, затоа што произлегува од Божјото провидение. Тома Аквински во загради, од самата природа Џон Лок, Русо, но и од човечкиот разум, рационалисти в римско право. Заклучок. Името на државата Македонија не е утврдено со ниеден правен акт, ниту е предмет на уставно уредување, па затоа не може да биде предмет на измени и дополнување со устав или кој друг правен акт. И благодариме на Олгица Трајковска, дипломиран правник, за оваа колумна насловена "Треба сите ова да го знаат". И сега и вие го знаете, и јас го знам. Така да сме поупатени, пообразовани околу името Македонија. И третото мислење ни доаѓа од господинот Евтим Клетников, кој што излезе во Нова Македонија на 18. октомври оваа година, 2023. Насловот е "Томос со мирис на нов преспански договор". Лицем светци, срцем волци, приличев за фанариотите од Фанар. Црквата е еден од темелните символи, архетипови на човековата душа, драг читателу, пишува Клетников. Таа директно го сугерира нашето јаство, средишната точка на нашата психа, во која под златен математички пресек се сечат линиите на небесното и земното, на Атман и Брахман кај индусите. Таа ги зрачи убавото и доброто како квалитети на божественото. Но тоа е така се додека свештената облека на тој символ не ја извалка световната власт на политиката, земајќи ја под своје црквата како инструмент за секакви безбожни манипулации со верниците и разни големи државни игри, валкани пропаганди и асимилирање со неа на цели племиња и народи.
Долга е историјата, не само во католицизмот на црквата, одделена од Бог и божественото и фрлена во прегратките на државата и политиката, во материјалното благоутробие, а не во духовен аскетизам и искрена посветеност во Божите работи. Затоа, имено, и многу просветлени и втемелени во Бог умови и се бунеле против таа проституција на невестата Христова. Ги има многу. А ние сега, драг читателю, во овој контекст ќе се подсетиме на Толстој, гениот од Јасна Полјана, христијанин со богомилска и будистичка нарав, анархист во убавата утопистичка смисла на тој поим, кој му бил инспирација и на Ганди. Тој излегол на Мегдан како Давид со мокниот джин, според моделот на политиката, хиерархизираната и световно заболена поддржавена црква. Покрај расен писател и расен полемичар, тој пишувал за тоа нејзино распаѓање, зашто и бил анатемисан од Руската православна црква, која еве веќе и по нашето повеќе од едно столетие не ја повлекува анатемата од гениот, кој патем бил и длабок верник. Иако, како што гледаме, и многу неконвенционален, односно недогматски. За него е доволна само една од новозаветните заповеди за да си целосно во Христос и христијанството. А тоа е заповедта: сакај го ближниот свој како што се сакаш себе. И тука паѓа во вода Фројдовата теорија за нарцис и нарцизмот. Но зашто го анатемисува синодот на Руската црква сушност Толстој? Веројатно пред се за неговата полемичка статија Легендата за ѓаволот, во која Велзевул, сатаната, ги праќа своите ѓаволи низ светот да ја откријат шифрата како да се растури христијанството. Во таа улога најдобро се покажало малото ѓаволче, кое му реферирало на предпоставениот дека ја открило неа, извикувајќи како Еурека: ја измислив црквата. Ете, тоа е гревот на богомилот Толстој. Требало да се запознаат тој и Рацин. И гледам, пак ме прекоруваш за долгата дигресија, драг читателу, вели Клетников. Аз сум ти рекол повеќе пати дека тоа ми е слабост, речија и стилска, макар оти Бифон вели дека човекот е стил. Добро, сега и медиас рез природно и подиректно влегуваме во нашата колумна, дефинирана со насловот кој покрај другото е и пар екселанс, диагностички по однос на болеста на цревата. Болеста од која не е имуна и нашата денешна црква. Дали затоа што на неа не е имуна ни црквата, на се уште како центар на источното православие, на Вселенската патриаршија во Фанар, Цариград, Истанбул. Веднаш, без заобиколување, за да нема забуна, ќе кажеме дека конкретно кон нас од историски и дарвинистички аспект историјата на таа црква е типично гркоманска, а тоа значи и асимилаторска. На нејзино чело секогаш стоел владетелот со екстремно нескромна титула. Екстремно нескромна титула. Вселенски патријарх. Денес тоа е Вартоломеј. Или Бартоломеј, на англиски Бартоломеј. А сите верници упатени во Светото писмо знаат дека таквата титула му припаѓа само на Господ Саваот, кој во ликот на Исус Христос, Синот, се слика по централното кубе на секоја православна црква. Тој ги држи под власт силите на Вселената да не попуштаат и да не се урне изедена од молците на ентропијата во бездна таја. Но било како било, сега тој Вартоломеј, вселенски грк,
одлучува за судбината на Македонската православна црква, надвор од нормите на Бог и божеството, божественото, а според некои канонски правила што ги подчинува политикански на својата волја и црковно-монархистички авторитет. Зошто? Затоа што е повеќе од сарказам и мазохизам да молиш некое признание за твојата црква, чија генеза е далеку пред фанар и основана на темелите на Божјата промисла и светлина, а со мисија незиниот богоугоден и боголик народ, квалификациите се на апостол Павле, да ја воведе западната паганска во нова христолика цивилизација, меѓу нив се разбира и грците, кои долго и тврдокорно се опирале на тоа. Сега малку збита историја, драг читателю, која веќе ја сугериравме во претходната реченица. Првата христијанска црква во Европа е основана во Филипи, во куќата на Лидија Македонката, од апостол Павле. Тој се запатил во Ерусалим по смртта на Христос, за да ја проповеда неговата наука за љубовта и спасението. И негде на тој пат и застанал со Сила и Тимотеј, што го следеле, ама, глеј чудо, му се јавил гласот на Светиот Дух и му рекол да продолжи, оти не е тука неговото место. И тој послушал и продолжил. И изморен, негде во Мала Азија сакал да влезе во малото градче Витанија и таму да го проповеда Евангелието на Новиот Завет. Но и тука не било неговото место. Сега му се јавува од небото лично гласот на Христос, кој му вели да продолжи. Се за тоа известува во Дела апостолски Лука, кој сепак е многу веројатно и тој да го придружувал покрај Сила и Тимотеј на визионерскиот пат. Дури потоа на Павле му е отворена рампата во Троада, каде што го пречекува македонецот и му вели: дојди во Македонија и помогни ни. Се едно што во некои Библии, а сега во новите изданија на сите западни, се прави перверзен фалсификат и наместо македонецот се става човек од Македонија. Се разбира само за да не е македонец. И тоа објаснува се за идентитетскиот геноцид што ни се случува денес. Првин од грците, през Панскиот договор, па потоа од бугарите, договорот со нив, а се диригирано со еден неверојатен садополитички притисок од Брисел и Вашингтон. Во тој притисок сега е вклучен на еден подол начин и фанар. Тој целосно ја игнорира генезата на Македонската црква, воспоставена од апостол Павле, кој всушност неизе и го врачува томосот, зашто не само фанар, туку и нашиот синод на Македонската православна црква е слеп, директно испратен од Бог. Бог што ги избра токму македонците да ја шират и први ја објават во Европа пораката на неговото слово, радосната вест. Таа црква има сличен континуитет. Врз основите на црквата Павле, Јустинијан, македонецот Скопско Таор и византиски император, покрај другото и кодификатор на прославеното римско право, зошто не Јустинијаново, зошто не? Ја крева црквата Јустинијана Прима. Неа, византискиот историчар и хроничар Прокопи Кесариски ја нарекува Глорисима, најславна. Тој континуитет потоа продолжува и со основање на Охридската патриаршија, а потоа архиепископија, се до незиното укинување, од кога почнува македонскиот црковен проклетилак. Туку да не ја оттераме топката во аут, драг читател, вели Клетников, иако сме во самиот центар на теренот на темата, поставена во насловот на колумната. In medias res, што бараа нашата политичка врхушка и нашиот со неа пофарисеен синод 2020 во фанар.
Отиако нашата црква со апостол Павле, затоа е и апостолска, ја благослови самиот Господ Бог како вселенски владетел, што мајка толку бараме кај Фариескиот вселенски патријарх во Фанар, Вартоломеј. Оти и Исус вели дека на крајот на краиштата на таткову не му требаат згради, цркви од Тули и од Малтер, затоа што не може да го соберат кога престолот му е на небото, а стапалата на земјата. Па затоа единствениот храм што може да го собере него е човечкото срце. Тоа теолозите мудро го кријат од верниците. Останува уште малку простор да ги демаскираме лукавоста и подлоста на Фанар во македонскиот црковен случај, а тука, драг читател, како што знаеш, има нешто хамлетовски речено гнило и во државата Данска. Да, демек Фанар со одлука не внесе во канонско единство со другите православни цркви. Она кое, да повториме, го воспостави од Македонија црквата на апостол Павле. Во ред, ама таа одлука, тоа горчливо признание, погорчливо и од кукутата на Сократ, дојде без признание на името на Македонската православна црква. Беше перверзно грчки отфрлено она М, затоа ние објавивме чим беше објавена нивната прес изјава на грчки и на англиски. Може би се сеќавате, имавме разговори со неколку видни личности и го протолкувавме она што пишуваше во таа изјава и дознавме вистината тогаш. Беше перверзно грчки отфрлено она М, кое за нас, како на знамето на Илинденските комети, значи живот или смрт. Нашата црква беше лукаво именувана како некаква Охридска црква на Стефан. Некако така. И ништо од македонска и на македонците. Страшно подло и антибожјо. Да, ама наскоро потоа, на тоа не сметал грчкиот и гркомански Фанар наречен вселенски, па Томос по мачните години со него добивме. Се надевам искрен и братски од Српската православна црква, кој за несреќа на Вартоломеј го потврдија и русите, со конечно признавање на црквата, која ја основа нивната црква во Киевска Русија на Владимир, чија жена, македонка, принцезата Олга од Охрид, му ги роди првите руски христијански мартири, светците Глеб и Борис, заштитници и на руското небо. И Фанар е во страшна збрка. Неодамна неговиот црковен великодостојник Кирил го посети портпаролот на МПЦ Тимотеј и некако заканувачки се изрази, цитираме, да се молиме Бог да ги доведе во ред сите наши нешта и вашата црква да ја стекне својата автокефалност. Крај на цитатот. Демек, автокефалноста на црквата на Лидија, македонката, и на апостол Павле не важи. Да, дотука се тие јасно, драг читателу, но страшното е тоа што од еден црковен великодостојник на Фанар дојде писмо во кое се вели дека престојниот, првиот човек на МПЦ, се согласил во новото именување на гркоманскиот Томос од МПЦ да исчезне буквата М, што значи името Македонија, а со тоа и сите деривати што произлегуваат од него. Плюс, Фанар уште и не ги признава стотиците и илјадни наши цркви во диаспората. Веројатно знаете, ние во Австралија имаме многу цркви. Има настири овдека наши, македонски, градени од наш народ. Наш народ кој се жртвувал со години да се црквува. И не ги признава стотиците илјадни наши цркви во диаспората, освен таа што тој ја осакатува, подпирајќи се и на нашиот политикански синод. Политикански синод во Скопје и ја признава само во границите на, во заграда, Северна Македонија.
Од Македонската православна црква, па која шокантно дури го објави такво тоа писмо во својот службен весник, немаше дециден и остар демант до Фанар. За ако Стефан и некои негови не мислат така, да го отера со се вселенскиот него таму каде што му е местото. De profundis ноктирно мементо мори. Ние, драг читателу, не ги научивме лекцијата и заветот на Григор Прличев да се чуваме од лукавите грчки фарисеи, лицем светци, срцем волци. Ние не сме достојни на него и на неговиот мартирски подвиг. Тоа што се случува со Фанар и се неговиот политикански, а не Божји, непотребен и понижувачки томос, за нас има мирис на нов преспански договор со кој целосно ќе се демолира македонското идентитетско битие. Нека каже синодот ако грешам, вели Ефтим Клетников, а и јас би го поставила истото прашање. Нека каже синодот во Скопје, начело со поглаварот господин Стефан, кој не еднаш, туку многу пати бил во Австралија и ги посетил нашите цркви, дури и пред да постане поглавар на нашата македонска црква. Ние ги памтиме тие посети и моменти. Подготвен сум, вели Ефтим, за полемички диалог со него, се зборува за Стефан со него, на таа тема, па и со нашите црковни, полуцрковни и политички и политикански аналитичари. Крај, драг читателу, не знам дали знаеш, веќе 10 дена на една чука меѓу Мачево и Смојмирово во Малешевијата се веат 5 знамења на БРИКС, руско, кинеско, бразилско, индиско и јужноафриканско, придружени со македонското 16 зрачно сонце, ни кажува Ефтим Клетников. Некој ги поставил знак дека на македонците им е преко глава и од Фанар, и од Бриселска Европа, што не нишци идентитетски до крај. Без остаток. Голем поздрав до следната наша средба. Пишува Ефтим Клетников за Нова Македонија. Ова колумна излезе на 18 октомври оваа година и еве денес ви ја пренесовме, како што и ви ги пренесовме оние од Јагнула Куновска за Плюс Инфо и од нашата Олгица Трајковска, велам нашата, бидејќи е македонка, дипломиран правник, како што сум јас, и како што се сите други македонки и македонци. Јас ви благодарам за вашето внимание. Ако имате некакви приметби, мислења, можете слободно да ги изразите. Јас лично ме занима вашето мислење како новинар со постдипломски квалификации и над 40 години работно искуство овде во Мелбурн, Австралија. Новинарот не зема страни, меѓутоа ги изнесува фактите што се, а и мислењата на личности. Ако имате поинакво мислење, слободно можете вие да го испратите до нас и ние ќе го разгледаме и одлучиме дали ќе го објавиме и во која емисија. Значи, овие теми околу самиот устав и името Македонија, околу нашата македонска православна црква и околу ова што мултиетничка Северџанија, мислам дека е доволно за денес. Јас ви благодарам за вашето внимание и се надевам дека ќе ни се придружите следниот пат. Од мене Силвана Павловска, до слушање. Поздрав!